Добро вечер во уште едно жешко летно издание на емисијата Заспи ако можеш. И денеска сум без колегата Драган Милосавлевич, но се надевам дека ќе бидеме интересни и ќе имате прилика да слушнете тези идеи, предлози кои што можат да ја подобрат позицијата на Македонија, на македонците во однос на светот, но и во однос на самите себе си. Вечерва гостин во Заспи ако можеш е Александар Ристевски. Добро вечер. Добро вечер, Горан, како си? Добре, малку времево малку не зашеметува, но ќе издржиме. Колумнист и аналитичар и со самото тоа човек кој што не може да стасуваат идеи за колумните што ги пишува, за анализите што ги прави. Македонија е земја која што има, вели еден мој пријател, најголем број на афери и скандали на квадратен метар. Едноставно, секој ден имаме ние ситуации кај што имаме по 2-3 големи афери. Такво нешто, јас лично 30 години ја работам во јавна работа, не можам да се сетам кога имало вакви ситуации. Имало една афера во месецот, една афера во неделата, па може би 2-3 месечно, но ваква ситуација кога ви имате секојдневно по неколку различни информации за коруптивни скандали, за случаи инволвирани во кои што се високи државни представници, партиски представници, ние практично немаме, не знам дали согласувате со мене. Види, во основа, кога ќе земеш, ова не е ни 5% тоа што може да излезе. Јас сум сигурен, убеден и очигледно, гледам и тие луѓе што се инволвирани нели во општествениот живот и во дел од институциите, можат обични вработени да ти кажат во мал број институции каде се има непотизам, злоупотреби, било што. Имам впечаток дека многу повеќе се промовираат, излегуваат на виделини работи каде што одредени ликови треба да бидат на отстрел, кога треба нешто да се замаскира или да се поклопи, да кажеме медиумски, барем ти тоа знаеш како оди, значи ќе се случи нешто, па свесно нешто ќе се пушти. Така да речем дефокус, нели? Така, дефокусирање од случувањата. И трето, каде што некои се можеби ранливи, тешки теми. И третиот момент каде што навистина има нешто што е екстра големо. Она како што во Шведска, во Данска се случува, во Австрија или било каде заради некој непромислен гест, ради злоупотреба на плаќање со картичка таму кај што не е намена за користење службено возило, за некој семеен непотизам. Кај нас можам да слободно кажам дека во секоја втора институција го има. И кај секој втор функционер. Апсолутно. А функционери имаме многу повеќе од институции, што вака. Тоа е парадокс. Па види се, ние сме држава заради собствен мир и тоа е можеби некаква причиско последична работа која се случувала низ демократијата и низ компромисите кои ги правеле сите влади во задниве 30 години. Ти имаш ваков директор, економски директор, помошен директор, ти имаш кај на заменици министри, помошни министри, имаш, не знам, види ги оние институции што се преку камени мост во Стара комерцијална банка, нели за нуклеарна физика, за испитување на ово, работи кои мислам дека ние имаме може за aerospace engineering нешто за ракети, што реално го немаме, уште морнарица да имаме нели езерска во на Охридско езеро. Уште морска морнарица да имаме. Види, жалното е што ние јас се во сфера на етнологијата, во мојата област која ми е основно нели на наобразба, на еден бугарски етнолог пред некои си 15 години го прашав нешто многу интересно. Викам, дали тргате, викам, да истражувате на терен со појдовна желба што ќе најдете и го форсирате тоа да го откриете, што ви е агенда на државата, или одите како табула раса, нели, и што најдете, тоа го представувате. И дотичниот рече, па со самото тоа што после моите истражувања вика јас добив отказ, мислам дека вика доволно ви го па се ние така мислам дека во многу аспекти на државата настапуваме. Значи пример треба Горан да го примеме негде, ќе му смислиме место. Ако ме разбираш што сакам да кажам. Така. Значи ќе отвориме за него. Значи битен е Горан, не е битно што има потреба. И затоа во многу аспекти сме дисфункционални. И сервилниот и полтронскиот однос кој многу од раководните структури го прават, тоа меѓу другото може да го спомниме во сферата на културата, се доаѓаше луѓе кои што примаа нели са директори на центри за култура со физкултурно завршено, па ај што бил физкултура, барем да работел во институција 20 години, барем да ја знае, разбираш. Доаѓаш од негде си го ставаш. Сега тоа реперкуира па во контра правец. Сега па со одредени законски измени, знаеш што сака да направат? Сака да направат пример да може да биде само носител на дејност со 10 проекта, со тоа фактички кога ќе го погледнеш предлог законот, фактички во институцијата може да биде главен Горан и евентуално од невладин сектор Станко.
И толку се затвара кругот, само нашите ќе се вработат. По условите кои ќе ги поставиш, такви се. Значи, пример, еве се хипотетички. Во сферата јас каде што работам. Јас, пример, не работам со проекти. Ја работам 14 години, тамо да кажем. Може ли подоцна околу ова ваша специјалност? Да. Да речеме, да ја развиеме после. Етнологија, културно наследство, закон за култура и така натаму, сакам малку подоцна. Сега се вратам на ова што го зборив на почетокот, дека Македонија е држава со најголем број на афери од не само на европско ниво, туку на балканско ниво. Мината недела гостин овде беше лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, и тој меѓу редови, но и директно кажа, најави дека ВМРО-ДПМН има огромен број на скандали или голем број на скандали за ДУИ, конкретно беше работел, и за СДС, сама се разбира. Кој допрва ќе излезат. Да, кој што допрва може да излезат, но ме изненади кога рече дека размислуваме дали сите да ги објавиме, кога да ги објавиме, иако рече дека за тамо кај што има прекршување на закони, дека тие сите ќе бидат процесирани. И во првиот момент реков, зошто некој не би објавил скандали? Ете така. Нели? Но подоцна размислував и навистина е така. Кога вие објавувате скандали, каде што се виновни, да речем, луѓето во институциите, значи во државата, вие на тој начин индиректно, ние како новинари, нас тоа не ни интересира и не сме да ни интересира, мораме да објавиме тоа што гледаме, но вие ги руинирате институциите, луѓето немаат доверба во институциите веќе. Има и нешто друго. Доколку случајот пред време се процесуира и влези во обвинителство или влези во системот на откривање или потврдување законско на злоупотребите, и доколку актуелната власт, која на одреден начин знаеме како функционира и во обвинителскиот и во судскиот систем, па и во полицијата, каде што треба тоа да се процесуира. Ако тој случај по тоа дело се прогласи дека нема случај, за истиот случај веќе не можеш да процесуираш. И затоа опозицијата во ВМРО-ДПМН веќе рече дека не поднесува критични пријави. Имаш два екстреми. Еден екстрем, дали да го процесуираш сега, дали чекаш некое поплодно, подобро време, каде што ќе се сменат луѓе во сите овие останати, нели, сектори кои ги кажаме, и во судство, и во обвинителство, па и во полиција, затоа што многу понекогаш ти гледаш што се случува со Хрватин, кој дојде тука. Им ги бара, знаеш што е интересното ке Хрватин? Хрват е кој знае и кирилица и разбира македонски. Значи, ако дошел швеѓанец или норвежанец, мака. Он ги побарал случаите и сакал да ги прочита, да ги види. Да види врз основа зашто, пример за некој проблематичен случај, некој судија или некој обвинител, некој случај го одлучил на одреден начин или поради што го чувал неразрешен. Тој разбира, тој не чека превод. Така да тој кога ги листал, затоа беше тоа интересно, баш минатата недела тоа го слушнав дека го правил, ги побарал дел од случаевите, побарал лично да ги види пресудите. Значи човекот си разбира, хрватите најголем дел, поготово повозрастните учелен или српска кирилица, ги знаат буквите, контекстот го разбираат, баш да видам, вика, врз тој случај, за кој се обвини, пример, Горан го обвиниле за тоа, да видиме врз основа на што е прогласен за невин. Така да или врз основа на што го гонате, или врз основа обратно, да видиме сите тие силни критични пријави зашто се поднесени. Тоа што се вратам повторно на Мицкоски минатата недела, откри таа тема која што знаеме и ние, огромен дел од странците навистина не знаат што се случува во Македонија. Ти комуницираш со странци, сега веројатно и ти им објаснуваш што се случува, каде се случува, меѓутоа логично е, ние за Словенија знаеме нешто на површина, некои вести главни, меѓутоа суштинските проблеми на државата не ги познаваме, особено во Македонија, каде што проблемите се, така да кажам, на 5 различни ниво. Види, проблемот кај нас е што кога оваа актуелна власт беше опозиција, не и пречеше да каже и што е вистина и што не е вистина и дури да си ја девалвира сопствената држава. Ние се доведовме во едно ниво каде што поради политички разлики или идеолошки разлики, кај нас туристички водици на улица контаминираа странци со дневна политика. Јас тоа како човек за мене неприфатливо. Тоа е нелојалност кон државата. Значи мене ми се случило да слушам туристички водич како на улица објаснува за Груевски, објаснува што има тоа врска со државата, човече. Значи покажуваш историја, покажуваш или им објаснува која фасада, сакам да ти кажам до која фарса оди таа нелојалност кон државата ради политички поени пред некои си странци, макар и туристи. Што е според мене
тотален идиотизам. Јас не можам да го прифатам како личност. Од друга страна, тие странци кога доаѓаат овдека, тие очекуваат дека личности кои се на одредени позиции дека работат во својство на државата. И тие така ги третираат како сериозни представници на државата. Ние имаме луѓе кои си терат собствена агенда. Значи, апропо тој клиентелизам. И така се имаат поставено дека ова им е времена печалба, да кажеме. Влегува негде, сака да наплати да си оди. Јас имам многу големо почитување за луѓето, ние некојаш викаме не треба да се креираат кланови нели во државата, во било која сфера. Кланови обично ги креираат нели дал во здравство, дал во судство и тоа е веќе друга појава на кланство, тоа е веќе некакво здружување, ајде се да не објаснуваме какво. Да. Но јас многу почитувам фамилии каде што пример таткото бил професор, мајката била учителка, после детето било некаков административец овона. Или од дедо адвокат, татко адвокат, синот адвокат. Да. Има некаква логика. Пред се сакам да ги кажам овие што биле интегрирани системски во својство на државата, затоа што тие како менталитетна фамилија научиле да бидат лојални слуги на народот. И тие луѓе се добар дел, без оглед на нивната идеолошка конотација во моментот или дали гласат за едни, за други или за едно, тие се професионалци во институциите. Мене пред некој ден разговарав, еве и една отворена дебата имав со некои колеги или познаници од новинарската фела и се. Ќе го споменеме, тоа е многу интересен случај. И дебати и се. Муабетот основен беше што? Дека има, апсолутно јас тврдам дека има, пошто нели коментарот е сите, мене ми смета релативизирањето, во смисла, сите избегале од државата. Сите што вределе избегале во државата. Е добро, пошто сите што вределе избегале во државата, значи ние треба да ја прифатиме реалноста со оваа актуелна структура. Или дека невладиниот сектор влегол во државата. Не. Невладиниот сектор, финансиран од западни земји и од Сорос, тие влегува во државата и тие според мене немаат желба да останат во државата, тие се на привремена работа или на печалба во државата. Тие утре кога ќе се смени оваа структура, пак ќе пробаат да бидат викачи. Поентата е што ќе бидат како на детенцето волк, што викало, веќе никој нема да им верува, затоа што не им веруваше ни претходно, но сега дефинитивно ќе бидат разгледани. Но и тој невладин сектор, реалниот невладин сектор, кој е реално невладин, збориме невладин во смисла работа со кикирики. Тие луѓе за идеја работа, за кауза работа, не за пари, не за плати. Јас меѓу другото, по многу аспекти, јас работам во невладин сектор. Ама јас на завршна сметка 1500 евра немам годишно. Значи јас баш волонтирам. Јас кога ќе работам нешто као невладина идеја, кога работам проект, изложба, печатење на книгово, не, без пари ја работам. Тоа е идеализам, не е идеализам невладин. Затоа реков, тоа е кауза, ама тоа е лична кауза, да. Нашиот невладин сектор е нешто друго. Тоа е се вртат огромни пари. Да. Кај нас е професија. Па не професија, да, бизнис, кај нас е бизнис, не е невладин сектор, не е идеја, не е хумана работа, не е да се помогне на одредена идеја меѓу луѓето, ако сакате здравствени причини, ако сакате социјални, женски права. Драган, извини, Горан. Кај нас е девалвиран моментот на два екстреми. Кај нас кој се каже дека се волонтира, се смета дека е тоа без пари. Од друга страна, кај нас кој се каже невладина, па фантазираш луѓе со многу пари. Реалноста во светот, знаеш што е? Еве, според македонски стандард, знаеш што е волонтирање за Запад? Да ти дават 15 до 18 илјади. Значи не е за ич, ама не е ни за баснословни суми. Значи никој веќе во светот не оди за без пари. Јас сум вака прошетал во светот, од Јужна Америка до Кина, сум бил, сум макал, сум правил, сум работел, сум се трудил во животот. Сегде волонтирањето е со надокнада. Значи тие ептен се малку луѓе што доаѓаат баш, и тоа обично се тоа деца или постари, нели, господи или било што помагаат за одредени проекти. Но никој па од друга страна, многу ретки се тие што во светот се фокусирани на тоа и дебело заработуваат. Исто и апропо квалитетите, какви ни биле институциите. Јас најодговорно ти тврдам дека во секоја институција во државата има 1, 2, 3, 4 хиперквалитетни луѓе и хиперчесни луѓе. Поентата е што тие никогаш или многу ретко испливуваат на површина, затоа што секогаш има таму една или две хиени кои се во преден план на политичките структури. И главниот проблем што е? Тој што ќе се излакта да биде напред,
По дефолт, кога ќе има некаква општествено-политичка промена, тоа е главниот. Што мислиш, прво нешто што прави? Го толчи овој квалитетниот. И тоа е трагедијата. И апропо политизирањето и партизирањето на системот, ние мораме да сватиме дека одредени поготово научни институции, тие мора да се изборат да квалитетот дојде во преден план. А што ни се случи? Поготово се, може некој ќе ме свати тенденциозно дека етнички е било што, цела поранешна структура на ДУИ, јас не знам како станаа сите доктори на науки, еден куп луѓе, па и во помалиот пат. Посебна тема Посебни универзитети се отворија. И се јас со цело должно почитување, јас верувам дека на тие 30, 50, 80, 100 доктори, еден, двајца, тројца може би се и јаки кадри, знаеш. Ама еден, двајца, тројца. И 10 нека се, не. Ние уким го срозавме. Јас како на луѓето да им објаснам дека во моментот по мотивација за научно-истражувачки проекти или било што, Штипски е појак од другите. Ама знаеш зашто? Почна од нула. Почна од нула и почна како интегриран универзитет. А јас патем да кажам една работа, јас сум навикнат да гледам научно-истражувачка дејност ради една работа. Јас имам завршено природно-математички факултет. Тој факултет води со можеби, па да не претерам се, ги не знам точните бројки, сигурно пола и повеќе од пола од цела држава. Знаеш зашто? Таму има институт за физика, институт за биологија, институт за хемија. За хемија, кој што е газат. Убедливо најсилниот институт во Македонија. Газат. И тие работат реално научно-истражувачка дејност. А што мислиш на кој И од тие десетина најцитирани, мислам, чини дека 4 или 5 мина Валентин Мирчевски, Петре Макревски, повторно ќе ги спомнам двајца луѓе кои што ги знам јас, кои што се светски имиња. Јас сум бил и во наставно-научен совет од време на студентски денови и сум проаѓале тие документи кон мене и сум гласал на ННС, нели има представници студенти се во текот на цело моје студирање, сум бил член на наставно-научен совет на природно-математички факултет и кога седиш во орден печијаре или како беше ли, не знам, во салата во главната кај што се држат состаноците, нели, на Институт за математика и се, гледаш какви авторитети има таму. Но сега ќе ти кажам еден пример. Знаеш дека на УКИМ на ПМФ имаат најслаби плати? Да, тоа исто така го слушам. Најслаби плати. Значи, 3 пати послаби плати од некаков директор во некаква државна агенција за која што никој не чул. Ако тамо се земаат платите по 120-30 денари, овде се 3-40 денари, што е срам. Значи, зборуваме за врвни научни имиња. Доктори на наука. Не само доктори на наука. Доктори на наука има сега со лопата. Зборуваме за врвни светски научни имиња. Но, да, образованието е посебна тема. Тука сакам да ти кажам, кадри во секоја сфера, во секоја институција, и во култура, и во земјоделие, и во образование, и сегде има. Поентата е што ние се чувствуваме системски и политички обврзани, да на сите тие на некој начин да им вратиме, да им наплатиме. Враќањето и наплаќањето е должничко-доверителски однос кој нема врска со државата. Токму е ради тоа, долги години се зборува за одделување на политиката од државата. Политиката тебе може да те турни, може да те испромовира, но не може ние да го политизираме општеството. Тука е една од темите за кои што сакам да разговараме вечерва, да видиме сега дали си ти всушност бот, руски бот. Се разбира, не се однесува лично на вас. Да. Сега тука апропо изјавата на премиерот Ковачевски пред 10 дена, кој што рече дека македонскиот народ, македонските граѓани, македонците, ако сакате, кои што 85% се против промена на уставот за влез на бугарите во преамбулата, се руски ботови. Се руски ботови. Прво јас во преамбулата, во нормативниот. Вие сте колумнист, излегувате на дебати, сме биле заедно на Канал 5 на Само вистина во една прилика. Да, исто. Баш и Русија анализиравме ко тема. Да. И сега излегува дека ако вие сте против промена на уставот за влез на бугарите во него, вие сте руски бот. Од тоа што јас го знам за вас и малку истражувам, вие немате никаква релација со Русија. И сега тука како да се одбраните? Нема потреба да се браниме. Ниту сум бил никогаш. Ти тоа не знаеш. Не сум бил никогаш. Вака, види, наједноставно на некој човек да му го оспориш ставот е да пробаш да го деградираш, нели, и да го релативизираш или едноставно да го ставиш во црно-белата слика. Светот е сив. Не е ниту црн, ниту бел.
Кој мене ме познава, јас активен сум во општественото случување барем 20 години, пола мој живот, и со пишување со се, и не одам со анонимки, прво бот не сум, пошто нели се појавам со име и презиме, и со слика, и со се. Добро, Ковачевски малку не разбира малку што е тоа, како се користи или тоа. Или му одговара, да. Апропо поделбата, еве јас пример цело време кога ја прашање и во некои други и таа дебата на која бевме и во една друга, јас реков јас одбивам да влегувам во битка за тоа дали сум за партизаните или германците, дали сум за русите или американците. Во таа ситуација, тоа не е моја војна. Јас сум загрижен што има војна, јас сум загрижен што има раселени луѓе, јас сум загрижен што луѓе умираат. Но, ајде сега да ја гледаме реалноста. Јас сум од држава членка земја на НАТО. Мене тоа што се случува... Не мислев сега таму да влегуваме, тоа си е веќе ваш став. Работате зошто некој на таква висока позиција кој што има прилично добри информации... Затоа што не треба да биде на таа функција. Како може да биде премиер човек на држава кој едноставно одредена лоби група внатре во политички систем и очигледно поврзани со другата политичка партија, пошто инструкторот уште тогаш од позади како му рече, како до сега. За Али Ахмети на пресконференција кога го праша како понатаму ќе се води. Ако еве јас и ти сме руски ботови, тогаш тоа е дуи марионета. Како инаку да го назовам? Тоа е посебно прашање како дуи се среќавале, представници на дуи во влада се среќавале со представници на Путин, како високи функционери на СДСМ. Како беше идеолошката бекграунд? Марксисти и ленинисти, така? Тоа на дуи, да, како суштина на партијата. Основата е таа, марксисти и ленинисти. Како функционери на СДСМ работат со руски компании, како се купува дизел, нафта, енергенци од руски тајкуни преку Софија и така натаму. Но премиерот тоа не сака да го види и сега ние кои што имаме некаков став за уставните измени бугарите, вели вие сте руски ботови. Ако да се цени да се сака своето, ако да се биде лојален кон својата држава, ако да се биде родолюб и сака да се зачуваат корените на моите баби, прабаби и дедовци, кои живот и маки дали крв пропукале за оваа држава, тогаш да, сум, по таа логика. Но, секој самосвесен човек во оваа држава не оди, по старински кажано, ни за партизаните, ни за германците. Ние сме и огромното мнозинство на македонскиот народ. За Македонија. За Македонија, така е. И народот секогаш, еве пример ќе германците мислам дека ви е лош примерот, против фашистите водевме војна. Германците една работа, но против фашистите се водевме војни, горди сме на тоа. Фразеолошки го кажувам. Да, добро, споредувате. Нели имавме и други фашисти, па сега ги спомнувавме со името на истокот, па погрешно. Но ние имаме проблем во делбата таа идеолошка, кој е десен, кој е лев, а забораваме една работа. Дека битката на тие кои биле продесни во време на турско, сите тие имиња отидоа кај пролевите за време на партизанството. Ме разбирате кај го носам мовето. Злоупотребени се. Не, искористени во позитивна смисла, сакам да кажам, дека и партизанските чети има име според инденци. Значи тие може би идеолошки некако се смениле, но каузата за национално слободување била една. Токму тоа јас на народот денес сакам да му го кажам. Дека без оглед дали вашиот став е пролев, продесен, дали е проамерикански, проруски, происточен, прозападен, ако вие немате родолюбие и сакање на сопствената држава, вие имате проблем со самиот себе. Ние во дадената ситуација и сето ова што се случува апропо со нашиот источен сосед и со овој притисок кој се врши на целата опозиција за да гласа во собрание мимо волјата на народот, треба да се свати како една работа. Не е проблем цртичката името Бугарин во промената на Уставот. Затоа што со промената на Уставот покрај Бугарин ќе пишува и Црногорец, Хрват, Словенец, Евреин. Проблемот е друг. Во хрватскиот устав нас не има. Словенците не обожаваат и не почитуваат максимално. Црногорците немаме никогаш отворени прашања. Со евреите и со еврејската Израел држава немаме проблем, плюс сме ние луѓе кои се бореле за нивно зачување, додека овие што глумат жртви на исток, за волја на вистината тие таму евреите ги зачува, но нашите ги предадоа и ги пратија во логорите. Исто немаме проблем. Но ние сега од нас се бара да во нашиот устав се внеси народ
кој во оваа држава е на ниво на професија, затоа што тие кои се чувствуваат како такви не се изјаснуваат така. Тоа е многу интересно. Значи, дури и луѓето, јас ви тврдам дека вон тие 3.500 луѓе, ја ви гарантирам дека тие 3.500 повеќе од 2000 се по професија бугари, а тие некои што можеби се чувствуваат бугари не се изјаснуваат. Не се изјаснуваат, од им е срам и неќе да бидат нападнати, злоупотребени затоа што имаше една дискрепанца меѓу бројките, не знам, 2.500 се мажи и 1000 жени, што е малку вака биолошки несразмерно. Има уште еден пример тука, ако сме да додадам, многу е модерно сега во последно време, кога ќе направите некој криминално дело и ќе државата дојде да се изјасните како бугари. Тогаш последен пример беше Ване Цветанов, директор беше во ВМРО, и стана бугари. И во СДСМ, и кога направи кривично дело, гонет од обвинителството, одеднаш стана бугарин и најави дека е веќе во Софија. Да, во една емисија баш го слушав на Радио Лидер, колегата Златев тоа кажа, вика, го викале на судење на рочишта, па се изјаснил како влав, па како србин, па како југословен, вика, а ако викаме осудат, вика, ќе кажам дека сум бугарин. Добро, Златев прави пародија на тоа што се случува. Тоа е де факто пародија. И сега, значи, проблемот во дадената ситуација и уставните измени, зошто не? Еве, крајната поента, зошто не? Не. За да свати меѓународната заедница дека премногу како нација, како држава сме лажени, затоа што не правеа малоумни човече, нас ни доаѓаше лик, сат ни вртеше. Министерот за Европа во британската влада Мекшейн, јас лично го снимав, тоа беше 2004 година. Знаете ли колку е тоа понижувачки човече? Одиме напред, немој назад. Они пред некоја година што ни рече дека треба да заќутиме да голтнеме. Извинете, ама тоа вака превулгарно звучи. Амбасадор Хоп. Немаме намера ние ништо да голтаме. Тој може да... Значи, тоа е втора работа. Друга работа, самиот однос дека уживај ќе биде, праксата покажа дека апропо 2004 година. Како ни рекоа Бранко и останатите, што ни рекоа тоаш? Некои прашања не заслужуваат одговор. Нас ни беше обструиран референдум. И сега се чудат зашто пред 5 години најголем дел од народот не гласаше. Поради истата причина. Во 2004 ни кампања имаше некои прашања не заслужуваат одговор. Државата Соединените Американски држави не призна како Македонија. Еве тоа било за рок трајање од 15 години. Значи, и не призна на еден ден пред одржување на референдумот. Во петокот. Да. Во петокот во недела се гласаше. И дури се организираше прослава на плоштад во 10 навечер. Инстант. Со спорни 100.000 евра дадени за прославата, никогаш никој не го истражи тоа. Се сеќаваме малку. Како и се потроши. Знаете што е интересно? Мене еден пријател ми рече, вика, подобро е вакви слонови како тебе што имаш, што памтат, затоа што вика во општествено-политичката свест кај народот севкупно. Голем скандал се памти до 6 месеци. Тоа истражување направено. Дура, ама не можете да повеќе да памтите, треба да памтите 100 скандали. За една година има 100 скандали, не можете да памтите. Тоа е таа хиперинфлација на скандалите, кој толку многу ги има, што после видите, знаете што е најинтересно? Сите тие овие работи што се случуваат и начинот на кој се представуваат, немојте да мислите дека власта не користи пиар механизми на сериозни луѓе од странство за кои знаеме дека ги има, кои доаѓаат, гледаат вака еден хаос, гледаат што се случува и викаат, слушај, ќе го направиме хаосот во ваша корист. И затоа се и дебело платени. Да. Еден од механизмите за овој пристап е сите се исти. Да, релативизирање. Да, и тука, например, јас сега можам да го споменам примерот со медиумите, и тоа ми се чини дека има успех кај дел од граѓаните, сите медиуми се исти. И кога некогаш разговарам, велам, не сме исти. Ние не лажеме, ние немаме тужби, немаме барање за извинување, немаме пресуди за клевети, за навреди, значи немаме. Ние немаме пари да плаќаме за спонзорирање на сериозни суми. Богдан Илиевски постојано објавува некои пресметки официјални пресметки од Facebook, каде што гледаме дека тоа е гениално што Facebook конечно пушти транспарентно да се види кој што викам секоја чест за тоа. Конечно знаеме дека одредени работи што ни се наметнуваат. Знаеш, ќе земам прост пример. Јас и кога сум пуштал нешто приватно, не на личен профил, нели за некаков маркетинг реклами, јас сум давал по 1 до 2 долари дневно. Значи, тоа сакав да го кажам. Тамо станува збор за пари кои што ние не можеме да ги замислиме. И 1, и 2, и 5 долари е нешто што е легитимно, тоа што така функционира алгоритмот на Facebook и тоа е разбираме. И тоа вие кога давате
од 1, 2, 3, например, групацијата на Џабир Дерала медиумите, тоа се, не знам, 7, 8, не знам колку. 10 сајта по $100 дневно. $100 дневно. $1,000 дневно, 30 дена, 30.000. Годишно, значи, цената е 350. $350,000. Спонзориран. Или да се сетиме на премиерот Ковачевски, 24.000 евра, мислам дека дал за 3 месеци беше тоа. Значи, нешто неверојатно, тоа се огромни пари Сега имаш две прашања. Дали државата ги плаќа? Ако ги плаќа државата, тоа е кривично дело, 24.000 да даеш за собствен пиар. Ако ги даваш само од кај ти се. И кој е бенефитот да ги даеш? Тоа е као тоа е суштинското прашање. Као ќе се покриеш? Зошто некој би ги давал као од ќе се џеб? покриеш? Ако ги даваш од џеб. Као ќе се покриеш? Тоа се многу пари, како ти кажам. Мислам, бројката, јас вајда во некој бизнис, јас сум правил муабети со приватни маркетинг агенции, со луѓе се смеат, вика, такви бројки нема. Значи, тоа, знаеш како викат, тоа е од фрижидер да ти излезе и се појавува. И види ги сега што се случува, кој е контраефектот. Прво, ако нешто не кликаш, ти ја прави самата цена на кликање скапа. Тоа е исто како да пуштиш реклама во Америка. Кај нас порано имаше за $0,05 прегледност. На овој фактички цената му станува скапа, пошто публиката не го симпатише, што дека не е заинтересирана. Препознава дека е пропаганда владина и вели јас не го кликам овој. И не го гледа, не го изгледа цело, ако е видео, ако е било што или ако е текст, PR материјал, било што. Втора работа, види ги контраефектите. Обичен народ, не ботови, обичен народ со име и презиме, ги вреѓа, ги прави салата. Мене ми е многу забавно на актуелна власт да им ги читам постовите. Тогаш гледате две ствари. Ако е некој обичен политичар или да кажеме јавно лице или водач на некоја институција овуна, гледаш дека се лакти и него тие што го сакаат, нели, браво царе, најубав, најпаметен, ако е жена лепотице, срце овуна, и гледаш дека тоа е лицемерие, дека е класично лигавење и билдање. Но ако ги видиш овие што се владини министри, ако ги видиш пратеници, народот сол ги прави, тоа е потоп. Мене искрено, никогаш претходно. Никогаш претходно. Во најлошите денови на било која структура, војна имавме 2001, 99-та, конфликт имаше. Тогаш немаш социјални мрежи, но последниве десетина години. Еве. Значи ваква и тогаш имаше, кажи го, платформи, имаше блогови, имаше оние, кажи го, како ги викат, форуми, имаше. И тогаш имаше активност, не во тој интензитет. Ново интензитет сега што се јавува. Ова е попара, значи, мене не ми се верува до кое ниво и како успеват, ама предпоставам се тоа е руски ботови. Да. Пошто јас гледам многу јавни личности. Руски ботови. Јас многу често гледам јавни личности, музичари, пејачи, актери, луѓе кои воопшто не ги засега политика. Кога тие им пукна филм, или луѓе кои си имаат сосема пристојни, кога тие луѓе влегува на профил на премиер, влегува профил на министер, и му вика, ти ваков, варамда, ти овун, мене, јас пак ќе ви кажам, тоа е тако... Мислите дека ова допира до власта? Ковачевски, јас го гледам понекогаш на Твитер, особено и на Фейсбук, гледам или има, да речеме, 30 коментарија се гледаат 7, затоа што 23 се негативни, се избришани, или кај што се оставени коментарите, освен партиските војници, прилично сериозни навреди, тоа аргументиран, навреда не може да биде аргументирана, ама сериозни забелешки. Мислите дека допира тоа до власта? Не, затоа што тој нема што да изгуби. Значи, Заев имаше што да изгуби. Заев беше градоначалник 3-4 мандата, па не го судеа, па го аболира, па рече ќе успеам, па ќе се бори, па рушеше власт и вистина, он ја истера војната. Неговата војна. Дојде до преврат, па го нападна тоа нели во собрание, па беше повреден, па се и што. Значи, кај него мора да се почитува тоа што имаше пат до тоа. Актуелнава структура нема никаков пат. Актуелнава структура внатре решија, овој свати дека толку му е, свати дека тоне, ајде внатре техничка промена, се тргаат овие луѓе, се тргаат структура на Шекеринска, структура нови, останаа неколку што слушаат, нели, и целосно нова структура со негови луѓе. И сега, тој кој пробува да се пробие, кој му е бекграундот? Кој му е бекграундот? Добро, ама нормален човек кога ќе види дека не те сака, зборуваме сега повторно за сериозни луѓе, за тие што се... Ама ова е one in a million, ова е шанса една што се случува. Сега да бидеме искрени, вака, со еден пријател, со еден познаник во политиката правевме муабет. Да имаш амбиција, да бидеш пратеник е реално. Тешко е, ама реално, 120 места има. Твојата политичка опција која е силна,
ти имаш веројатно се бориш за 30, 40, 50 места. Сега ако си член на некоја партија што е мала, сега да не ги подценам некој од партиите, се знае кој може да влезе, председателот. Или еден човек што ќе остави председател. Значи тука веќе коефициентот ти паѓа и реалноста. Или ако си член на ДУИ, а живееш во Берово. Може да те сакат многу, ма нема да добиеш гласови, ќе добиеш 100 до 200. Ако си во шеска, влагаш. Ако си во кец, во двојка и во петка, исто така влегува првиот. Значи, ние одиме сега малце, апропо, нели, теорија на веројатност, нели, статистика. Значи, да бидеш премиер, да бидеш председател на држава, тоа е многу мала веројатност. Затоа што, председател да бидеш треба да имаш најмалку 40 години. И сега, колку председатели сме имале до сега? 5, така? И сега, веројатноста дека ќе станеш премиер или дека ќе станеш председател на држава, или да бидеш поглавар, пример, некоја верска заедница, таму па доживотен мандат, мање више. И сега ако те стават на 40 години, ако тераш до 80, тие другите околу тебе што биле. Вие разбирам јас тезата, така, но затоа е кај него борбата да се остани до крај. Значи тој ќе го цели. Што значи крај? Крајот може да биде многу тажен, може да биде многу трагичен, крајот може да биде. Крајот може да биде да вие не можете да излезете од дома ако живеете, се примерно од Куманово, живее во Скопје, во Тофталиџа кај живее, во Козле негде живее. Да. Тоа значи дека вие, знаете како, еве да не зборам се за физичко насилство. Некој да дојде и да му се одмаздува утре. Зборам за нормални комшиски односи, комшија што направи со државата. Реперкусиите, не, мислам дека е оперирано тоа и дека него ни чувствува тоа така. Предпоставам дека тоа така и ради една друга работа. Јас колку што имам слушнато, господинот не има бог знае каков, нели, внатрешно политички бекграунд, иако, нели, претходниот премиер кој ја напушташе позицијата рече еден лик кој цел живот е тука и ние сите многу добро го знаеме. Јас знам луѓе од СДСМ, немам таков печаток дека бил лик што цел живот. Дека бил тука, дека работел со големи пари, Но политичката структура на СДСМ. Па добро, се он бил член тама на некаков, не знам како ми се вика, извршен одбор. Бил на телата на партијата, бил. Видете, И го гледавме со Сашо Мјалков, со Владко Мјалков, под Груевски, на отварање на музеот на ВМРО, или на македонската борба. Или на опера Маната. Да, Македонски народен театар, новата зграда, да. Добро, таму може дошли секакви луѓе по секоја основа. Па се добро дошли, ама луѓето што се до кој што седи тој, сите се од ВМРО да помне. Тоа е многу интересен момент. Тоа е многу симптоматично. Поентата е друга. Јас како човек верувам во систем на раст, кариерен раст. Во секоја област, еве надвор доека бевме кај вас во студиото, разговаравме за еден од најправичните системи, иако и таму има утки, нели како се финансираат и како ги добиваат оние огромни договори НБА играчите. Тоа е вака прилично. Почетник си знае од до колку можеш. Напред 10 години кариера, освои титула за, не знам, стани шампион, влези во прва петорка, стани дефанзивен играч, максимум можеш да земеш толку. Сега има нешто ново, супер макс го викат. Тоа не значи дека мораш да ги добиеш, ама тоа значи дека си ставен на мерило, ако твојот клуб не те сака, некој друг може ќе те сака по таа цена. А сега има тоа за Јокич има некои 200 милиони долари. 400. 400 милиони долари. Ја мислам 400 многу ми се гледа. Тој веќе имаше 250 макс. Така, добро. Сега еден играч доби 300, Јокич се очекува дека за 2 години супер максот ќе му биде 404 милиони за 5 сезони. 80 милиони. Тоа повнимателно, да. 400 многу ми беа 400 милиони долари за договор. И сега дали го разбирате зошто во моментот еве кога спомнавме него во јавноста се бунат зошто он не ќе да игра сега за репрезентација. Еме исто што нем неки да ризикува супер макс од 400 милиони. Да, повреди се случува, да, добро. Излегове малце од муабетот, но се враќаме на поентата околу ова. Чувството на обстанување по секоја цена на врв, и тоа е проблем, предпоставам, на Балканот, со сите лидери, и во Црна Гора, и во Македонија, и во Хрватска, да завршат неславно, затоа што има едно правило, викаат, и во дискотека, кој помлад кој стоделе, треба да знаеш кога да си одиш. Пошто знаете како викаат, после 2,5, после 3, само тепачки се случуваат. Го знаете мојот, така? Кој ославено до фајронт, или има интерес некаков, или ќе види само белја, ама убаво нема да види. Убаво тој меѓу 12. Има ретки случаи на љубов се случува, но главно на пијано велат, нели, од пијаниот и будалат бега. Така и во политиката. Во политиката треба да сте голем,
и да знаете кога да си одите. Јас се смеев и во времето на претходната власт и во времето на актуелната власт. Дали приметувате дека некои луѓе, што се вака малку поинтелигентни, луѓе што им лепело рачето од старт, со тек на време први си отидоа и никој веќе за нив не збори. И можеби никој нема ни да ги процесуира, пошто знаеле кога да си отидат. Тие што остануваат на крајот, тие обично ќе го изедат за сите претходни. Секогаш е така, затоа што натоложениот бес се манифестира кон тие што ги гледаш пред себе. А треба да си голем, да знаеш кога да кажеш не. Актуелнава наша опозиција македонска, ВМРО ДПМН, на актуелнава власт, веќе една година им вели, вака нема да оди, ова нема да пројде. Дај да одиме со време, гледајте ги рейтинзите, гледајте ги анкетите, гледајте волјата на народот. Нели ќе го пуштеа предлогот во мај? Нели во јуни? Еве сега до собрание го доставија во јули. Еве сега веќе август сме. Добро, и најавија дека нема да се гласа во август. Па ќе било на 18 август, но на 18 август ќе го подотвореле. Па може да било септември, октомври. Луѓе, просто едноставно, вие купувате време и се надевате дека некој од тие 44 плюс 2 плюс уште неколку, значи тие 50 пратеници, дека ќе ги кандидатствате и не знам кој да изјава минатата недела, вика, ако стигнеме до кај 77, 78, ќе опуштиме во собрание. Чекај се, со таквиот речник, со таквото однесување, вие девалвирате позицијата на собранието, ги девалвирате позициите на пратениците. Значи, ако... Добро, тоа не е нешто ново сега. Со девалвирањето, да, тоа се изнагледаме пред 5-6 години. Ние сите сме подготвени дека во наредниве 2, 3, 5 недели ќе гледаме не само девалвирање, ќе гледаме и закани, ќе гледаме уцени, ќе гледаме кривични пријави. Ама на крајот знаете што треба да се случи тогаш? Во моментот кој ќе одлучат да гласање, треба 10, 20, 50 илјади народ да излези на улици со жив штит да ги брани пратениците. Јас мислам дека тоа го посакува актуелната власт. За да направи конфликт и го посакува да се повтори 27 април. За да лови во матно. И не само што мислам, имам информации на таа карта дека власта многу би била среќна доколку ВМРО ДПМН пред се излезе на улица и направи било каква грешка. А тука грешка зборувам инфилтрирани луѓе кои ќе ја направат. Службите ќе ја направат таа грешка. Еве просто ќе ти кажам, ти текнува. Едноставно неодржлива ситуацијата за власта. Ти текнува ли онаа ситуација која имаше големи припромена име? Јас во живо бев на тој митинг, јас се сеќавам дека неколку една жена актер и ги изгореа нозете од димните бомби фрлени. Удираа по луѓе кога ги брка, кога еден лидер на мала партија се качи на тенк и развеа. Кога употребе гумени куршуми пред собрание зборувате. Јас бев таму. Јас еден од многу на... Имаше многу чудни работи, многу сплетки и многу работи кои се нереални. И гледаш како ликови, имаше една таква чиста енергија на обичен народ. Јас се изнагледав универзитетски професори во пензија. Значи универзитетски професори во пензија на возраст 70-80 години во први редови. Тие нит беа ботови руски, нит беа за ВМРО, тоа беше обичен народ. Народ, имаше и партиски луѓе, имаше огромен број опозиционери, но имаше обичен народ, интелектуалци, млади деца. И одеднаш се појавуваат група на 10-15 луѓе, почнуваат да маваат, овој се појавува, режија невидена. Така да ова што го кажа, гениално. Затоа слушам информации дека дај Боже ВМРО да излезе на улица да видиме што ќе се случи. Затоа што објективно власта е во многу тешка ситуација, но јас повторно би се вратил назад на човечкото. За Ковачевски зборуваме. Пендаровски добро, председател не влие на политиката, но ајде речам нема. Јас имам емпатија кон тој човек. Емпатија онака тешко, дури... го сожалувате, претпоставувам. Апсолутно, жал ми е. Добро, тој е човек кој што учествуваше во многу лоши работи за Македонија. Не зборам за мене лично кривични пријави до неговата агенција за разузнавање, не е тоа важно, но овдека зборуваме за Ковачевски кој што има директна команда на голем дел од владата, не на целата влада, се разбира другиот командант е Али Ахмети, и тоа го видовме мината недела кога Али Ахмети му ги поднесе Бабуш. му ги поднесе оставките од ДУИ, иако Али Ахмети нема никаква функција во владата. Ама ги има оставките? Да, ама нема функција во владата. Како до сега? Значи, постојано ДУИ го понижува Ковачевски и се Ковачевски е понижен од ДУИ, не сакан од граѓаните, да речем омразен од граѓаните. Знаете како, за човечкиот аспект зборувам, мене ми се случува тоа и на вистина да грешам, како што тој греши,
ќе се размислам. Жена, деца, родители, браќа, сестри, комши. Не знам каков ум треба да биде тој човек кој што омразен кај најголем дел луѓето со неговата политичка партија и тие на кои што им служи, зборам за ДУИ, и си тера работата и вели, ќе се заврши ова. Тука имате друг проблем. Кривичен прогон. Вие се давале на собствената сопруга, се давале преку Артан Груби, зашто негов подпис. Не бил дента на работа. се шегувате сега, се разбира. Ама стварно не бил дента. Не, ама Артан намерно не отишол. Артан Груби потпишал за сопругата на премиерот, добија фотоволтаици, земја 70 денари квадрат. Па дајте јас да земам 70 денари квадрат. Ме разбирате? И после сите овие работи што ви кажав сега, тој вели нема проблем, го читам на Твитер, на Фейсбук, супер е, све оди одлично. Како не се плашат овие луѓе? Не разбирам. Има една многу интересна работа. Кај нас луѓето знаат да ги потценат историчарите, и социолозите, и политолозите, што би рекле кај нас политиколозите знаат да ги потценат. Велат, кој не ја знае, кој не го знае минатото, греши во сегашноста, нема иднина. Сите тие кои се ослонуваат на карта грб, како викаше поранешниот негов претходник, ме спремаат од запад. Да, ме спремаат од горе. Пораките што ги пратеше до Рамуш Харадинај, што ги пратеше пораките, бе објавени Чадорот и сето тоа. Сватете една работа. Јас многу му се воодушевувам во одредени јавни напад и претпоставувам ќе бидам нападнат заради ово од тие пролиберални структури. Јас многу му ги сакам јавните настапи на Доналд Трамп. Затоа што е отворен и директен, стрейт вака, лупа во фаца. И вели, човек што не си ја сака својата држава, не може мене да ме убеди дека ме сака мене. Значи, Западот и било која служба и било која, може нема да му одговара, да кажеме, Александар, ама ќе го цени затоа што има став. И ќе оцени затоа што е родолюб, и ќе оцени затоа што тој со него сака да преговара на принцип на партнери. Да, помал партнер, нели кошарка играме, јас сум малото дете, ти си Майкл Џордан, ама играме заедно во една екипа, една петорка. А ако си негов полтрон, полтронот ќе биде искористен и како едно средство за заштита од сексуално преносливи болести, после искористеноста ќе биде фрлен во канта за ѓубре. И историјата тоа го вели дека е така. Дали Америка се повлече од Афганистан, се повлече комплет? Дали талибанците кои се не дека се добри, они се светски општествено лоши и уништуваат светско културно наследство и промовираат едни животни вредности кои можеби за светот се чудни. Но ти издржа во борбата и си ја вратија државата. Што мислите, кој ја напушти државата? Тие кои беа сервилни кон Западот. Знаете Западот кого го спаси? Тие што им беа битни. Останатите не знаеме што се случува со нив. Слично се случува во Турција, слично се случува во Сирија, слично се случува секаде во светот. Еден куп луѓе кај нас не сваќаат дека биле се и ќе бидат луѓе за една употреба и дека правејќи глупости, тие глупости нив ќе им останат, ќе им се наталожат и пред некого тие некогаш ќе одговараат. Дали пред народна власт, дали пред политички систем, дали ќе ги гони некоја друга структура, дали Севишниот, не знаеме, но дека мислат дека со правејќи одстапки и сервилен однос кон западниот свет и кон дипломатите и кон сатанизирање на тие кои реално си ја сакаат државата. Кон руските ботови. Кон руските ботови, да. Сатанизирајќи ги нив, уништувајќи им ги нив животите, правејќи им сплетки и глупости, и дека стално ќе имат грб, тој грб доаѓа и си оди. Затоа што вие не можете да кажете како Петко, како Станко или како Блерим, дека вас ве сака Америка, Англија, Германија. Не, ви имате грб во име на човек. Тој човек нема да има вечна функција. Тој човек кога ќе си оди, му оди и мојкта. Ќе дојде нов човек со нови ставови и нови гледишта. На крајот на краиштата, тој што ја води таа најголема држава, 4 години им го разби системот. Што ако повторно тој се врати?
Зборувате за Доналд Трамп. Апсолутно. Се вратиме Знаете тој како тргна за некои работи. Имаше едно ликче, токму таа држава кој дојде прв подсекретар на не знам што, она кај нас доаѓаше, се закануваше се и се што. Тој го нема политичка, па и го гонеа нешто таму. Па ја нема и Могерини, го нема и Хан, ги нема сите тие што ветува брда и долини, но Видовте некои други од Германија што беа, па искочека фалсификувале докторати, па се уништија кариери. Сега што правиме? но сепак ја мислам дека го знаат. Се разбира. Го знаат луѓето ова што го зборувате вие, дека нема вечен функционер, нема вечен политичар, но сепак некој си дозволи, пак за Ковачевски зборувам сега, да прогласи над 1 милион македонци за руски ботови. Ја навистина инсистирам на прашање, не можам да разберам кој е тој ум, каков е тој ум, каква е таа креација во нечи ум да прогласите над 1 милион македонци дека се руски ботови. А 90% од луѓето кај нас се прозападно ориентирани. Еве, дека се 70%. Јас луѓето во преден план нема никогаш да ги нападнам, јас секогаш ќе ги нападнам како човек што е работел и во позадина, ќе ги потенцирам советниците. Голем човек треба да има уште поголем човек позади него. Историјата покажала и докажала дека секој човек кој е напред има некој што може дупло појак позади него. Човек што ќе се опкружи со лигуши, со луѓе кои те фалат, величаат и кажуваат дека си најубав, најпаметен овона, тој прв ќе изгори. Тој што позади себе става луѓе кои ќе отидат во канцеларија и му кажат шефе вака и вака, така да знаете, јас мислам дека во животот најуспешни се тие што се опкружуваат со попаметни од себе и со посурови од себе. Иако мора да признаеме дека тоа малку ретко се случува во Македонија. Рековме преска, околу вашиот суди, речем, дебата со колегата Фуркан Салиу, символ на поддршката што Ковачевски ја има кај една група во општеството, кај албанците, очигледно е дека кај албанците Ковачевски стои прилично добро. И Фуркан Салиу, колега новинар, професионален, минатата недела, да. Да, отворено комуникацијата, да. Се залага за промена на уставот и тој се стави практично на страна нели на владата, отворено поддржува владата, вели, нели и вие тука му вративте, би било интересно за нашите гледачи да знаат што се случува на социјалните мрежи, како функционира ова. Па не беше, јас обично избегнувам да бидам дел од social media, нели, препукувања. Во дадената ситуација влегов во таа дебата, да кажеме, расправа со младиот господин, јас имам некаква си основна почит кон него према новинарската работа, немам почит кон агендите кои ги тера, поготово околу тие каде што го загрозуваат интересот на македонскиот народ. Иначе јас почитувам тоа што пробува да спаси социјални случаи, сиромашни луѓе, злоупотреба кај политичари. Фуркан Салиу е добар новинар, тука немаме спор. Да, но во дадената ситуација јас не се согласувам со него ради една работа, јас најевидентно тогаш му пишав и му потенцирав дека не може да се гледа неговиот, да кажеме, интерес кога е против се она што мнозинството на народот го повредува. И сега, ајде да ја свртиме обратно работата. Ајде, македонците, на крајот на криштата, која е поентата на Бадинтер? Кој се доденесе во Македонија, најкратко, тука јас ќе потенцирам. Која е поентата на Бадинтер? На Бадинтеровиот договор во Македонија? Во два збора ќе кажеме, да нема мајоризација, да не се случи доминантните македонци да носат закон по одредени сфери каде што албанците и другите би биле засегнати. Па нели е тоа? Но од друга страна, нели е тоа контра каде што ние сега во моментот живееме во своевиден апартхејд. И ние де факто имаме апартхејд. Значи, од македонското гласачко тело, 85% од народот му вика на овој легендава што не води, ало, немој кочи, нејки ме така, а тој што прави? Си го зима партнерот, вториот во влада кој е де факто прв, и ги изротира сите други албански партии во задниве 6 години, ама буквално сите. Знаете партија на етнички албанци во Македонија што не била на власт? Нема. од парламентарните сите. Сите? Па мислам дека Некој два пати. Алијанса два пати. Два пати влези излези. Да. Мендух Тачи цело време е таму. Со 5-6 директора. На црна листа на САТЕ, но таму си е. Да. Не, МС е пратеник, има 5-6 директори, 30-50-100 работувања и се уште политички живее. И сега ги имате и Алијанса, и Алтернатива, и Беса, дури на листа. Сите. И сега во дадената ситуација, вие не можете
да кажете мора да се случи. И јас тоа и го потенцирам. На македонецот најмногу му одговара да биде во Европска унија. Знаете ли зошто? Многу помалку му одговара на србинот или на албанецот. На македонецот најмногу му одговара. Затоа што македонецот тоаш етнички ќе обедини Македонија. Ќе се обедини и со Пиринска, и со Вардар, и со Егејска, значи тоаш ќе биде обединен. Но има еден проблем. Договорите од стапките што се направи во изминатите неколку години го обезличуваат македонецот. И станува една аморфна маса. И да не заборавиме една многу битна работа. Може ќе потпишеме се. Еве се ќе потпишеме. Ајде да влеземе во Европска унија одма. Ние нема... Тоа не е на маса, за жал тоа не е на маса. Значи иронијата е дека ние се откажуваме од се сега, во наредните 10-15 години ќе не толчат и ќе не уништуваат од внатре, за да ако воопшто некогаш влеземе во Европска унија, ќе влеземе дегенерирани, однародени и без македонци. И јас на неколку јавни настапи имам речено една многу битна работа. Македонија ќе влези во Европска унија или топтан со сите, со цел Западен Балкан. Тоа е и планот на западните центри, тоа е планот. Значи или топтан со сите, или никогаш. И никој. Од Западен Балкан, плюс Молдавија, Грузија, Украина и така. Значи, ако се знае дека ние ќе влеземе во некаков пакет 2035-та, 2040-та, то 2030-та е фарса, нема се случи. Ако ние влеземе 2035-та или 2040-та, зборуваме за 17 години од сега, пола од луѓето кои се апологети на оваа власт и кои не убедуваат дека треба сега да прифатиме за све, нема живи да бидат. Луѓе на кои со дуел имам излегувано, татко ми годиште се. Они ќе влезат во Европска унија на 95, на 100 години. Ако доживеат, секоја чест, алалди ми. Значи, муабетот е, ние нема ништо да смениме со промената на уставот. Притисокот од Бугарија ќе стани хиперјак. Ние гледаме минатата недела оној ликон што има на црна листа кај нас што има една фондација. Ковачев. А не, другиот. Милен Врабевски. Не, збориме за Виктор, како се викаше? Стојанов. Фондација Сакал Вардар Македонија да го купи. Им понудил пари, сакал Брегалница Делчево да ја купи. Значи сега се оди во една карта на анимирање на навијачки групи. Луѓе, тоа е крајност. Ние велеме дека кај нас, јас знам луѓе во Македонија, не малку, знам може 2-30 луѓе, лично ги познам, кои имаат бугарска самосвест, кои се чувствуваат дека они, нивната фамилија, овуна, ама тие не одат, не трчаат, не гукаат, не букаат. Овие другиве што се во преден план, тие се бугари по професија. Тие ако ја немаат надокнадата, ако ја немаат мотивацијата, тие ова нема да го прават. Ако не им ги... Како излезе еден куп луѓе да се чувствуваат бугари, а направат кривично дело? Да. Ние во институциите на системот имаме луѓе, нели, професор во средна школа, професорка на УКИМ. Јас имав комшија, градежен инженер, растев покрај него. Етнички бугарин, ама тој беше индивидуа. А не викаше дека ние цела Македонија сме бугари. Не ме убедуваше дека јас сум бугарин. И никој не му велел дека не е бугарин. Со сите почести, јас нормално имам пријатели. И не ни викаше пријатели. нас дека сме исто ко него. Значи, ова станува фарса. Ова е веќе прашање на пропаганда. Видите, Бугарија како држава системски има проблем да му објасни на своето население дека она своевидна Југославија. Што сакам да кажам своевидна Југославија? Дека во незе има и ерменци, и македонци, и оставштина од бугари, и срби, и власи. Турци, помаци. И сега они што прават? Слично како грците. Сакаат да направат национална држава, но кај грците има поголема дистинкција, затоа што е различен јазикот. И Грција сето тоа го врза со црквата. Грција направи поделба. Грк е секој што е член на Грчка православна црква и што збори грчки јазик. И они викаат имаш грк и муслиман. И сега, пошто не можеш да имаш друга црква во Грција, нели? И за албанците, но пак еве иако 100 години колку помина, пак се знае кои се арванитите, пак се знае арбрешите и останатите кои се овој дел албански дел, пак во Егејска Македонија се знаат македонците, пак власите се знаат, дури они во презимињата имаат Влахос, Влахојанис, Карагунис, ово, значи презимињата му кажуваат што е, која му е позадината етничка. И муслима, значи колку сакате вие да правите репресија државна, и во Бугарија, и во Грција,
шареноликоста и богатството на етничките структури е тие. Македонија има најреален систем на Балканот и е најлиберална. Кај нас можеш нинджа желка да биш, поред ако сакаш можеш да биш, марсовец. Биди што сакаш, но сака почитува државата. Ние направивме, јас мислам дека ние сме еден своевиден експеримент, каде што и Меркел нели збореше едно мултикултурализам, на крајот тоа нарече мултикултурализмот е мртов. Значи, треба да знаете дека и во социологијата, во антропологијата се бараат категорија на земји кои се, ние сме своевидни заморчиња, вака ќе кажам. И сето тоа што сака може и да сами согласиме за тоа. Да. И да се пробуваат кај нас, ако успе, ако гледа дека не е успешно, викат менјаме прича да е друго. Тоа времето на антрополозите не истражувале нас ко македонци, рекле дека сме кротки, дека лесно прифаќаме, дека може лесно да окупираат, само еден проблем има кај македонците. Немојте да ги фатите со лошо, вика има една тенденција да тераат и дури на своја штета. Така, нешто што многу наликува на ова што сега ни се случува. Да. И е тесно поврзано со националната свест, за која што ќе зборуваме веднаш по кратката пауза за реклами. Разговарам со Александар Ристевски, колумнист и аналитичар, со кој што вечерва отворивме прилично голем број теми, многу актуелни теми кои што за жал мораме да ги живееме овие години. Се враќаме во Заспи ако можеш со мојот вечерашен гостин Александар Ристевски, со кој што отворивме богами 10 на 15 многу актуелни интересни теми и подтеми. Ни остана за анализа вината за ситуацијата во која што се наоѓа Македонија и македонскиот народ, пред се македонците. Треба да се бара кај останатите, се разбира, имаат своја вина, меѓутоа за мене главна вина е кај нас самите. Националната свест за која што се бореле, не знам, од Гоце Делчев, Даме Груев, предходно Пулевски, така натаму, како ние сега да тргуваме со неа без да имаме право на тоа. Заштитата на културното наследство, рековме тема за која што ќе биде последно прашање вечерва, е еден, да речем, сегмент од тоа непочитување на соствената нација, но мислам дека најголем дел од македонските граѓани како да ја губат врската со својата национална кауза, еве така да кажам. Сме шетали вие и јас по регионов, нема држава во која што, не знам, од Косово, од Албанија, Србија, Црна Гора, Босна, Хрватска, сите во Хрватска, например, како е тисучлетна историја. Значи, зборуваат за народ 1000 години кој што има држава. Кај нас како да сето тоа бледне, како да немате национални механизми свесно, со кој што се зацврстува националната свест. Да се сеќаваме ние пред 10 на години доаѓа македонски ракометарите, например, беа 5 во Европа, кошаркарите беа 4 во Европа, па ние се собираме по 100.000 народ на плоштад од Македонија. Само иницијативно работно време. Да. Тоа ја не мислам дека беше само заради успехот на спортистите. Беше заради потребата и желбата да се покаже дека вие сте дел од оваа нација и дека и животот би го дале за неа. Сега тоа не го гледам. Претходните структури ги сатанизира максимално сите проекти што се работеа. Зборите претходните структури, велите актуелните структури. Актуелната структура во минатото сатанизираше се. Денес Скопје и Охрид газат, порано само Охрид беше солиден, денес и Скопје и Охрид газат. Знаете ли во Охрид што прави најмногу пари? Заливот на Коските. Миќов град. После градиште. Тоа се тие колибите. Колибите над вода што се, нели? Гази местото. Секој во Охрид ќе ви го каже тоа. Знаете ли секој кој оди и сака да плати карта, иако е банална сума, беше 30 денари или 20, не знам. Самуиловите тврдини. Знаете и кај продолжуваат уште една карта плаќаат? Свети Климентовиот универзитет, но и Плавошник. Плавошник го се изгради во време на Ганка и на ВМРО ДПМН. Првата влада на ВМРО. Да. Свети Климентовиот универзитет остана таков недовршен. Се е ископано, средено, беше сатанизирано то до максимум. Тоа е богатство. Народ доаѓа се слика. Знаете ли магнети? Пред неколку дена во Охрид купив 15 магнети за на фрижидер. Знаете ли основно што е таму? Полу од објектите кои се реновира, реставрира и обновија. Светинаум, како личи се? Тоа црквата го среди патем, но имаше иницијатива и претходната власт. Бив на Светинаум пред 10 дена. Како е Светинаум? Каков Светинаум, ја и ти памтиме пред 15 години.
со шатори, со бунгалови, со кочина. И црквата средена колку толку и толку. Се целиот тој комплекс е лудило. Се е лудило. Да, лудило во позитивна смисла, само Да, тие што не биле одушувачки. Да. Прекрасно, прекрасно. Организирано, средено со Во паркинзи, Скопје, направено како архитектонски човек од решено. култура и како човек од институција каде што му влегуваат странци. Да, странците влегуваат во голема мера и во Чифте, амам и во Даут Пашин, амам, кои се објекти стари по 500-600 години. Но странците влегуваат и во Музеот на македонска борба, и во МНТ, и во спомен музеот на евреите. Растур прави археолошкиот музеј. Влегуваат во спомен куќа на мајка Тереза. Се извинувам, античката колекција во архитектонскиот музеј, археолошкиот се уште е скриена? Таму е растурена поставката ради безброј хирови нечи и тоа треба да се позанимава некој да види која е причината, иако таа колекција која беше представена јавно пред скоро 10 години е во голема мера осиромашена. Мислам дека тука има право и на процедури, на некакви стравови, на некои претходни раководители, ама не е тоа што беше. Не е ни приближно. Јас имам информација дека ја нема, дека е стаена во бункер, да речем, во подрумите се крие затоа што постои страв дека Грција ќе реагира на мислам дека не е тоа, мислам дека се некои правни пропусти на некои претходници, но во секој случај осиромашено тоа што се нудеше. Значи од тоа што беше целосна поставка, заедно со нели што го викаат гробот на Александар, репликата што се направи од Турција, и заедно со еден куп работи, многу од артефактите се повлечени. Поентата ми е друго. Поентата ми е дека цело тој музеј на отворено. Јас имав една уникатна можност пред 7 години да го интервјуирам Стивен Гринберг. Го има интервјуто јавно и на англиски го има. Јас го направив лично. Човекот преку British Council дојде, човекот е еден од најголемите музеолози. Човекот е англичанец, има правено поставки во Гугенгем, сегде ни свет. Знаете ли што беше негова ударна изјава? Дека е воодушевен од музејот на отворено, од двата моста и цела онаа колонада на бронзени скулптури. Пазете, светски музеолог, со име презиме Стивен Гринберг, воодушевен. Актуелната тогашна опозиција, сегашна власт, носеше некакви си архитекти од Ниш, од Загреб, кој плука и навредува. И тие продолжија со тоа и ден денес, кој ќе дојде некој странец, тие левичари го сатанизираат цел тој визуелен комплекс на Камени мост, со двата моста, со плоштадот, го плукаат. Светски музеолог, кога е одлично. Јас сум воодушевен. Човекот беше едно нешто се согласивме, дека колекцијата на археолошкиот музеј е одлична, но дека самите сали и просторот е несоодветен, за тоа што и мој став тоа, дека еден археолошки музеј внатре треба да има многу поголем простор, поголема висина, поголема ширина. Значи тука можеме да се сложиме за некаква се архитектонска утка, а од друга страна истиот човек беше воодушевен од целиот концепт на музеот на македонска борба. И тој музеј ден денес, дури со некакви измени, промени кај него кој ги има, тој е златно јајце на понудата на главниот град. Значи, тој музеј кој е сатани, јас знам луѓе кои се про СДС и викат, јас не влегувам таму. Пазете до која лоботомија, пазете, не збориме за некој едноставен човек кој е, не знам, мајстор или обичен или ово, па не го интересира такви работи. Збориме за интелектуалци. Има луѓе кои се интелектуалци и кои априори не ќе да влезат во него. Што е според мене највиден идиотизам. Јас би влегол сегде каде што има квалитетна поставка или музеолошка понуда. Да бидам искрен, никош не сум влегол таму. Тоа е жално. Јас би ми било задоволство. Сум поминувал таму 100 пати, никош не сум влегол, јас си признам јавно сега. Добро. Без посебна причина. Одлично. Јас, Горан, ти се нудам како пријател, иако таму со картата имаш и платен водич, да знаеш. Значи таму низ музеот на македонска борба сам не можеш да шеташ, прво да знаеш. Значи, доаѓаш, се чека малку, ако има и некој друг, за да се направи група, да не испадне дека ти водичот сами се шетате. Имаш поставка водење низ тура од цел еден час. Влегуваш, објектот е максимално и климатизиран и сре, има восочни фигури, на 40 степени иначе ќе застопат. Таму не може, не пуштам клима.
Та може за Ванчо Михајлов само Ќе може, остопат, може да се стаи на сонце негде. Но видете, Случајно. и предходниот директор, еден од тие кои го создаде на некој начин, кој беше 2 мандати директор, Бране Светозаревиќ, ќе ти каже, историчар, стручен човек, доктор на науки, нели, исклучителен интелектуалец и пријател кој многу го ценам и почитувам, ќе ти каже една работа. Во представката на историја не се ставаат само добри ствари. Не, јасно, се почегува за Ванчо. Во уметноста е друго. Во уметноста, ако во поставка ставиш грда слика, го деволвираш просторот, нели? Го ставаш најдоброто, кога е ликовната уметност. Но во сферата на историјата, еден од концептите е да ги поставиш и негативните ликови. И нормално да кажеш, ово е негативен. Сакам да кажам, самата приказна. Хитлер го има во Мадан Тусо, така да не е тоа страшно. Го има и кај нас, и Мусолини го има, и се. Се извинувам само. Да. Ајде, еве најдовме мани, не биле високи просториите во археолошкиот музеј. Ајде, ВМРО, ДПМН, не знам, имало Ванчо Михајлов и така натаму. Ме интересира во овие објективе што ги изгради СДСМ последниве 7 години има ли мани? Па нема никакви мани. Знаеш ли зошто? Не постојат. Тоа ми е нема мани. Тоа ми е шегата. Не сам, па види, не можеш да сгрешиш ако не направиш ништо. Тоа е една работа. Втора работа. Значи ова власт е безгрешна, нема да направи ни една архитектурска грешка. Види, имаш, па не ги сменија столчињата во Кочани, мислам дека таму во некоја сала. Секоја чест, браво. Голем инфраструктурен проект. Да, мислам дека и негде се стави некој прожектор и така, одлично, мислам. Ако ја гледате, Университетот за култура, Бисера Костадиновска Стојчевска, таа секој ден нешто промовира, оди на настани. Мислите дека македонската култура цвета? Види. Она го има синдромот на Ковачевски, јас не можам да ја осудам незе. Тоа е жално затоа што јас ја гледам по големата слика и целата структура, јас гледам дека се труди, но се труди напразно. Еве, апропо тие изјави, прво еве за осуда една работа. Се ставија на презентација јавна пред културњаците Законот за култура, потенцијален кој треба да се донеси, и стратегијата за култура за наредни 5 години, што е законска обврска, мора да се прави. А сега немаме таква, немаме важечка. Имаме, актуелно имаме до ова година, сега треба за наредни години, тоа е законска обврска. Затоа ја имам проблем со тоа и го искажав таму пред луѓе, не се качив на бина, немам желба за такво експонирање, ќе се искористам нели колумните вака директно медиумски па цела јавност дека знае, а не 50 или 100 души. Прво немаш такви дебати, ја ги водиш на 20 јули. Или освен ако не ви е целта да скриете нешто. Како и да е, на 20 јули не. Пола луѓе се на одмори, 40 степени имаш, искачаме од градина, пиеме водичка, вака се тресиме. Значи, дајте, или мај, или септември. Мислам, барем така сметам јас кој човек дека е сериозно. Второ, таму имаше интересни дебати, интересни забелешки. Имаше одделот, сега мислам дека е во фаза на еден сваштаник кој што секој нуди и пробува да убаци нешто. И мислам дека на крајот ќе се направи една турлитава, што е убаво јадење, ама не е убаво како законско решение. Едно нешто ме воодушеви во тие 2 дена, едно излагање на еден поранешен министер и битен човек поврзан со културата, господинот Ѓунер Исмаил. И даде една многу интересна изјава. Рече, моментално вика, влијанието на културата во буџетот е 0,5%. Припадот на претходната власт беше 0,9%. А ние се издвојувањето од државниот буџет за културата се намали за двојно. Да, а платите се зголемиле за двојно. Во културата платите се најреално најзголемени, беа бедни, но благодарение на тоа што се донесе колективен договор каде што платата и коефициентите на вработените се поврза со минималната плата, благодарение и на зајави на Ковачевски, као се качува минималната плата, по дефолт платите во култура растат. Така да еден куп луѓе во јавниот сектор почна да им љубоморат на културњаците од сфера каде што сите им се смеа, сега културњаците дојде да бидат можеби најаки, само затоа што се направија јак колективен договор. Но иронијата која е? Да не заборавиме дека во тој буџет на претходната влада имало 0,9. Стремежот бил да се има 1,5, исто се согласувам. Но имало 0,9% од буџетот пари за култура. Значи за проекти, не само за плати, тоа зборувам. Вкупно. Сега, што се случило? Буџетот бил, еве вака, најпластично јас ко објаснувам ко за дете или ко за неписмен човек. Ако буџетот на Македонија бил олкав, дејноста култура имала олку. Сега буџетот е олкав, цела маса,
за култура е исто толков и паднал од 0,9 на 0,5. Значи се дуплирал буџетот на државата, делот за култура останал ист. Проценти се намалил. Да. Масата на пари иста останала, но се намалил. Сега што е проблемот? Ако порано од тие пари што биле за култура и кои останале исти, ако за инвестиции се давале цел прст, сега се останува третинче. Што сакам да кажам? Ние од претходната власт, од таа што не чинеше, нели, од таа лошата, имаме неизграден турски театар на фаза на Карабина, одма до Железничка. Ако се чудите што е оној големиот објект до Железничка, тоа е турскиот театар. Театар во Струмица, премиер имао таму, не е изграден, почнат, оставен така. Не е ни почнат да се гради, а беше ветен и проект направен за нов театар во Прилеп. Кој е прилепчанец и кој сака култура и уметност, знае дека тоа е хорор сцена. Тоа не смее да е театар, таа зграда не треба да постои. Не збориме центар за култура, збориме театар. Има посебна зграда која требаше нова да се изгради. Имате уште десетина објекти кои таа лошата, нели, што крадеше, лошата, што не чинеше, ги почна не се луѓе мрднати. Со пола буџетот овој што го имаме сега. После 7 години, а камо ли да се направи нов? 7 години. Дали знаете и, нормално, што е ресидив на тоа? 5 министри. Како гледа државата и актуелната власт на култура? За 6 години 5 министри. Па дали мислите дека и сега што можете, ајде почнете, ајде да размислуваме себично. Ајде да кажеме дека Горан го ставаме министер. Што ќе направи Горан во една година? Знаете што? Прво, ќе се труди. Ќе се запознае со ситуацијата само и то сите од надвор. За жал немаме време веќе во емисијата, мора да прекинуваме, ќе ни почнуваат вестите. Мислам дека добра емисија сте. Да, истеравме одлична емисија. Александар Истревски, колумнист и аналитичар, благодарам што бевте вечерва со нас. А за културата ќе со Господ напред ќе разговараме за 2 до 3 месеци, да речеме. Ќе почекаме да видиме како се одвива дебатата околу стратегијата, околу законот за култура и малку можеби поопширно да влеземе во таа суштинска работа за Македонија. Многумина од нас не гледаат колку е тоа важно за Македонија. Важно, исклучително важно. Благодарам уште еднаш што бевте гостин во Заспи ако можеш. Гледачи, и благодарим и вам што бевте со нас вечерва. Останете живи, здрави. Знаете кога е нашето репризно издание, знаете кои се термините на Заспи ако можеш.